И по 2 децении протекување и 1 година од завршената реконструкција вредна 10 милиони денари, продолжува да прокиснува покривот на училиштето Петар Мусев од Богданци. Повеќе од 1 година по завршувањето на реконструкцијата што ја правеше тетовската фирма Квалитет Бетонидат Доел, училиштето има сериозен проблем со функционирање на неколку училници кои протекуваат, па кога врне не се користат. Директорот на училиштето вели дека покривот прокиснал веднаш по завршувањето на проектот. Кога е почнало предавањето, тоа беше декември 2021. Тогаш тој период не врнеше. Јануари 22 првото јавување беше, тоа баш на исти ден денес, минатата година, беа повикани и представници од Министерство и представници од изидувачите. Кажа дека ќе се превземат некои работи, пак продолжи да прокиснува. Наредно јавување беше април месец, пак имаше прокиснување, тоа врнежи, и од тогаш, после тоа јавување, го информирав градоначалникот дека веќе продолжува и понатаму да се случуваат и после постапката си ја продолжи општината, тоест градоначалникот да ја тера. Градоначалникот на Богданци Блаже Шапов вели дека проектот е добиен преку Министерството за образование и наука и реакциите кон изведувачот повторно одат преку надлежното министерство. Проблемот и не е од само почна со реконструкција, тоа проблем беше 20 години. Општината изнајде можност, сработи проектна документација со која се аплицирава во Министерството за образование и наука и тие средства ни се одобрија, но општината немаше никаква обврска, ниту увид во распишувањето на сама постапка за доделување на тендерот за изведбени работи, ниту учествува во тендерската постапка за избор на надзор, така да малку раците ни се врзани за да можеме ние директно да комуницираме со таа фирма, односно комуникацијата мора да оде преку Министерството за образование и наука. Протекувањето е голем проблем и за одвивањето на наставата, но и за здравјето на учениците и вработените, зашто имаше најави за протест. Советникот Михаил Тодоров вели дека треба да се забрза процесот не само за санација, туку и за барање одговорност за лошата реконструкција. Колку е срамно да се платат 200.000 евра, 10 милиони и 700 денари без ДДВ, да се реконструира кров, и истиот тој кров не само што лошо изгледа, да нанесе дополнителна штета во внатрешноста на истото училиште, која е илјадници евра. И ај тоа што е штетата, е материјалната штета. На здравствената штета. Дали вие мислите дека доколку не дојдеше до барање од наставничкиот совет, до советниците да се сретнат со нив, јас барав уште пред 7-8 месеци, 10 месеци, разговаравме тука кога бевте на завршна сметка да презентирате за школата. Па корона имаше, па не дозволувавте да влегуваме, па знаевме ние оти прокапува, ама се молчеше, се криеше. Основното училиште Петар Мусев има 22 паралелки, од кои 2 се во подрачното училиште во село Ѓавото.